Митото на директорот на платежната агенција Илија Стоилев скапо ги чинеше земјоделците. Информациите на телевизија 24 говорат дека висат над 560 договори со ИПАР 3, за кои треба да се исплатат околу 65 милиони евра. Од руралната коалиција велат дека ништо не наговестувало на ваков развој на настаните. Извршната директорка Лилјана Јоновски вели дека ако блокадата на ИПАР средствата содржи, последиците ќе бидат големи. Земјоделците веќе вложиле, а враќањето на над половина од средствата сега станува неизвестно. Интервенцијата на државата според неја е неопходна. 100% од средствата најпрво се вложуваат за потоа нели 50%, 50 до 60% во зависност нели од критериумите кои што се исполнуваат да се вратат назад. Ако се одолжи и стане збор за дајде да не речам повеќе годишно одлагање во однос на исплатата на средствата, тогаш мислам дека би било сериозен погодок, особено во однос според нашите и за малите земјоделци, особено ако станува збор за набавка на некоја по голема механизација, посовремена механизација која што чини многу повеќе средства, за како што споменавте и вие, за да се обезбеди често пати се земаат и кредити, а ратите во меѓувреме од банките ќе си течат. А исто така според нас би било погодок и за преработувачката индустрија во земјоделскиот сектор, кои што исто така имаат можност да користат од овие средства и каде што инвестициите можеби често пати се и во милионски суми. Секако државата има можности за различни видови на интервентни мерки, различни видови на плаќања кои што ќе може да ги обезбеди. Има посебен исто така и гарантен фонд, резервен фонд од каде што ќе може да се надоместат доколку дојде да речам да овие средства бидат запрени, па да мора да се исплаќаат од други извори на финансирање. Откако вчера првиот човек на Министерството за земјоделие кажа дека нема блокада за ИПАР 3 програмата, денеска од неговиот ресор велат дека со стопирањето на средствата покажале зрелост и подготвеност на системот во борбата со корупцијата. Заради обезбедување и уверување дека воспоставениот систем гарантира легалност и регуларност, како и преземање на дополнителни мерки и активности во врска со актуелните случувања, употребен е овој механизам. ИПАР 3 програмата трае 5-та година, но незината целосна реализација планирана до 2027 година станува неизвестна, а со тоа и судбината на голем број земјоделски стопанства, но и бизниси во преработувачката индустрија.